Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата телма амбуланта. Што е тоа остеопороза и што се може да влие на густината на коските? 80% од заболените се жени. Зошто е тоа така? Кога еднаш ќе се постави диагноза остеопороза, дали таа важи до крајот на животот? Што може да се направи за да се зачува здравјето на коските кај жените што се во постменопауза? Се лекува ли оваа болест, ќе помогне ли промената на животниот стил? Оваа тема денеска ќе ја обработиме со професор доктор Снежана Марковиќ, интернист ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и болести на метаболизмот. Разговорот следува по рекламниот блок, се гледаме набрзо. Остеопорозата е болест што се развива споро и тивко. Многу пациенти не знаат дека ја имаат. За остеопорозата во периодот на постменопауза денеска разговараме со професор доктор Снежана Марковиќ, интернист, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и болести на метаболизмот. Професорке, драго ми е што сте во студиото на Телма. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Не ни е прв пат да се гледаме. Така, но во оваа сезона се гледаме прв пат. Така, на која возраст се развиваат здрави коски? До која возраст трае тој процес? Значи, кои години се клучни од живот? Коскеното ткиво е живо ткиво, метаболно активно од нашето раѓање до староста, да речеме, со тоа што во првите години, првите, да кажам, деценија, две, некаде до 30-та година, имаме повеќе развој, односно повеќе изградба на коскеното ткиво, отколку разградба на коскеното ткиво. Значи, ние растеме, достигаме една адултна форма и тоа е тоа што се случува. Понатака и коските кои што го сочинуваат, односно клетките кои што го сочинуваат коскеното ткиво, се во еден, да кажам, еквилибриум. Колку се разградува, толку се изградува од коската и тоа трае некаде до предменопаузата, значи некаде до 48-та, 50-та година од животот, кога почнува многу повеќе да се разградува, отколку што се изградува. Значи, максимумот, платото се достига околу 30-та година од животот. Дали оние што се покрупни, кои што вежбаат истовремено, ќе имаат поздрави коски, од оние што се поситни и со пониска телесна тежина? Апсолутно. Тука влијае, значи, на формирање на коскеното ткиво влијае и наследноста, влијае исхраната, влијае начинот на живот, спортувањето. За жал, тоа се помалку се користи. Влијае наследноста, значи, влијае полот, жените, како што веќе спомнавте, 80% се подложни на остеопороза отколку мажите, може би затоа што и генерално тие се покрупни од нас, меѓутоа факт е дека стварањето на коскеното ткиво е врзано и со телесната маса, колку поголема телесна маса, толку поцврсти коски, што во превод би значило дека покрупните жени имаат појаки коски понатаму во животот. Докторке, што се однесува до физичката неактивност, особено кај децата, еве споминавте дека во тој период најинтензивно се изградуваат коските. Може ли тие да очекуваат подоцна во животот некакви проблеми? Бидејќи постојано седат пред компјутер, не излегуваат надвор, не трчаат. Значи, апсолутно, ние и во однос на диабетот, кој што работиме многу, советуваме, значи, дневни активности на дневно ниво, минимално користење на превозни средства, максимално колку што е можно, барем пола сат, движење активно во тек на денот, што би важало и за возрастните и за младите, посебно сега новите гранки кои што, да речеме, се актуелни, информатичарите седат на компјутер, не искачаат телефоните, децата се со телефони. Значи, апсолутно убаво е што веќе се работи нешто во смисла на активности и на младите, меѓутоа никогаш не е доцна да се почне со активности кои што со возраста повеќе се усморуваат кон тоа да ние не можеме веќе да изградиме коскено ткиво, меѓутоа можеме да намалиме опасност и ризик од паѓање, кое што доведува до фрактури и тука се всушност и животно загрозувачките, да кажам, животно загрозувачката опасност на остеопорозата и фрактурите кои што
Значи, одиме во однос на вежбањето и во однос на одржување на рамнотежата. Како старееме, атеросклерозата нормално се напредува. Значи, одржување на рамнотежата, одржување на видот е многу важно. Бифокалните наочари, да речеме, треба време да се навикне човек на нив. Внимавање со домашните миленичиња кои што се плеткаат меѓу нозе. И всушност, реално, колегите на ортопедија, виши кога ќе дојдат до кај нив пациентите со некоја скршеница, тие си ја работата, меѓутоа последиците понатаму се навистина сериозни. Така да, но ќе треба да си има упалено светло, и викам на пациентите, палите светло, немојте у мрак да се движите, стануваат ноќе, возрастни се веќе. Така да има многу нешта кои што можеме, например, да превземеме за да не ни се случи паѓање, кој што апсолутно може да доведе, значи, до скршеница зимниот период во главном на подлактицата, а цело време во годината паѓање на колк и скршеници на колко се едни од најсериозни последици на остеопорозата. Дали остеопорозата е болест обично на повозрастните жени, на оние кои што се во период на постменопауза? Па не е само на нив, во главном се тие, меѓутоа не е само за нив, за жал. Се повеќе ни се јавуваат и млади женски особи кои што се туку што породени и кои што ни се јавуваат со веќе настанати фрактури на пршлени, на ребра, кои што веќе, значи, тие за време на бременоста не примале суплементарна терапија со калциум и D-витамин, туку го носеле бебето како што се носи, гинеколошки следени. Меѓутоа, факт е дека бебињата се себични во нашите стомаци, сицицаат се што им треба. Се што им треба, па и калциум и D-витамин, да. И тогаш може да се случи да се јават, значи, искршеници на ребрата, на пршлените, во главном кај мајката, која што е, да речеме, 2-3 месеци после породување. Значи, имаме и тоа, имаме и кај мажи, многу поретко. Меѓутоа, имаме и кај мажи, а тие се прават мажи, па не доаѓаат на контроли, така да може би и тоа причината што, да речеме, повеќе не ги фаќаме со остеопороз. Аха, значи не доаѓаат редовно на преглед, сметаат дека... Никако, да, они мислат дека се мажи. А дали остеопорозата кај нив е исто така поврзана со условно речена машката менопауза, андропауза? Андропаузата малце подоцна настапува и затоа прво ствараат поголема коскена маса во детството. Значи, како млади ствараат поголема, потоа повеќе се посветени на спортот, подоцна настапува андропаузата некаде 10 години после нас, така да реално имаат и покрупни се, поголеми како полмашки, да речеме, во однос на нас, така да верувам дека и тоа допринесува да на некој начин се малку поотпорни на остеопорозата. Што ги штити жените во репродуктивниот период од остеопорозата? Кои се тие женски хормони кои што се наш заштитник во одреден животен период? Женските хормони ги имаме, нели, во главном сите. Тие се кажуваат дека штитат се додека постојат во нашиот организам. Значи, некаде 50-51 година настапува менопаузата, која што всушност според класификација представува 12 последователни месеци да жената нема циклус. Тоа е веќе дека е она во менопауза. Значи 12 месеци по последната менструација, последователни. Да нема менструација. Се додека има нешто, значи тоа е пременопауза. На некој или веќе дел од перименопаузата, која што ја фаќа предменопаузата, па менопауза 12 месеци, па постменопауза веќе консениумот. Така да веќе тука жената почнува да губи, да речеме, и од своите коски, почнува да паѓа коскената густина и хормоните паѓа коскената густина и реално сето тоа се одразува на општо држењето, хабитусот, можноста за извршување на секојдневните обврски и така натаму. Вела дека жените во постменопауза губат дел од својата висина. Дали ова поврзано со остеопорозата? Апсолутно. Значи, што всушност се случува... Дека се смалуваат. Да, многу повеќе отколку мажите, всушност намалување на висината наша и на мажите и на жените најмногу се должи на намалување на висината на пршлените. Фактички ние губиме од горниот дел на телото. Тоа намалување на висина на пршлени всушност се категоризира како најблага форма на остеопоротична фрактура.
Значи, веќе она има многу фрактури, што она изгубила 10-12 сантиметри од висината која што има. Тоа се скршеници Професорке, надмечени. зарем не се чувствуваат тие фрактури? Ако се една преку друга и ако нема изместување на анатомијата и на моториката, не се чувствуваат. Меѓутоа, за жал, такви скршеници, посебно на пршлените, може да настанат и при вртење во кревет, при вртење во место, значи при паѓање од висина која што нормално имаме од столче да паднеме па да скршиме коска, значи може да не се чувствуваат и реално не се чувствуваат. Ако имаме некоја скршеница каде што имаме и поместување на нормалната анатомија на пршлените, во тој случај може да се јави и силна болка. Тоа се гледа на обичен рентген, рентгенграфија се гледа. И вообичаено, значи, во свет некаде се чека до 3 месеци. Обично таа се смирува, освен ако не е оштетен некој нерв. Меѓутоа во светот, па и кај нас, меѓутоа помалку се користат и хируршки зафати на подигнување на висина на пршлените. И фактички на некој начин декомпресија, значи намалување на притисокот кој што сплеснатиот пршлен го прави на околното нервно ткиво, бидејќи од секој пршлен искачаат предни нерви, задни нерви, мислам, на вистина е тоа болно. Може да дојде до болки, па и до компликации на крајот на криштата. Па како не, мислам. А покрај пршлените на рабетниот столб, кои други коски исто така често страдат? Сите може да... Остеопорозата е метаболно коскено заболување, кое што не е во главном не е локализирано само на едно место. Значи, она што се мери во светот и кај нас на клиника, ние сега имаме и нов апарат за одредување на коскената минерална густина. Значи, се одредува коскена минерална густина само на ниво на пршлени, лумбални пршлени, значи, некаде на ниво на кичмата и на колковите на еден или на двата колка. Тоа е она што мерат апаратите. Меѓутоа, кај нас на клиника ги имаме, во склоп на нашата лабораторија, ги имаме и маркерите за коскена разградба и изградба, кои што се и одредување на D-витаминот. Дефинитивно сите сме D-витамин дефицитни речиси. За жал. Значи, иако живееме во сончево подрачје. Па, мислевме порано дека да речеме само одреден дел од популацијата наша има склоност кон D-витамин дефицит. Меѓутоа, реално и ние одиме облечени преку лето. Значи, ние не сме... Јас што им кажам на моите пациенти, ги тешам купачигачи преку лето, мислам на работа секаде. Така да, ние имаме можност да ги одредуваме тие коскени маркери, кои што многу побрзо, отколку со апаратот, дензитометарот, може да процените каков е процесот. Да, дека состојбата во однос на разградба и изградба се подобрува. Значи, разградбата многу побрзо, веќе за 3 месеци ние гледаме преку резултати, а изградбата за 6 месеци од започнување на соодветна терапија. Професорке, може само 12 месеци по завршувањето на менструалниот циклус веќе да се јават проблеми со коските? Како не, се зависи колку коски сте направили у младост. Значи, може да направите. Посидните жени прават помали коски, семејство. Дајте таткото да дојде, дајте мајката, ситен татко, ситна мајка. Не може дете да биде 2 метри со големи крупни коски. Значи, наследноста е тука. Баба скршила колк, мајка фрактура на пршлени, наследноста е секогаш тука, така да секој време може да се јави, како кај овие млади жени кои што да речеме во бременоста и за време на породувањето се соочуваат со проблеми. Или пак имаме сега се почесто одстранување на внатрешните генитали, јајниците, матката на рани години, под 45-та година од животот, кога всушност зборуваме за така наречена рана менопауза. Значи, тука можеме да ги вклучиме хормоните, односно... Како естрогените. Има тука и комбинации, и естрогени, и прогестерони, меѓутоа, ја лично имам чувство дека, да речеме, во Македонија ретко кој се усудува, затоа што треба таа жена да се следи континуирано, заради, да речеме, несаканите ефекти на хормоните. Во време на короната имаше пријавено дека ја зголемува густината на крвта, значи прави промени на димери, на тромбоцити и така натаму, хормонската терапија. Меѓутоа, сега, последнава година-две, се почесто пак се зборува, посебно во Америка. И се промовира таа идеја за хормонска се промовира и тоа во Америка дури до касна старост.
Значи, веќе не очекуваме од таа жена да има нормални циклуси, очекуваме да тоа функционира како хормонска терапија, меѓутоа не и да има менструални циклуси и така натаму. Значи, повторно, да речеме на некој начин, негова мода. Иако носи одредени ризици. Така. Веќе споменавте тромбози, па ризик за карцином на дојка и така натаму. Што им советувате на жените што влегле во рана менопауза? Тие рано во животот ќе се соочат со остеопороза, бидејќи се повеќе жени имаат ваков проблем. Неочекувано ќе престане нивниот менструален циклус, дури во 30-тите години. Да речеме. Но и тие што немаат оперативни зафати, така? Може, да. Значи, во принцип, според мене, греота е да се остави жена на 35 години да она нема циклуси. Да не се даде со хормонска терапија може да се вратат циклусите? Не да се вратат, меѓутоа одстранета е матката, али ние надокнадуваме тоа што недостасува во организмот на жената. Како што мажите заради одредени здравствени причини надокнадуваат тестостерон, така апсолутно, меѓутоа постарата генерација на гинеколози, па некаде и мојата, можеби некако со така малку страв да почнат рано со хормонската терапија, значи менопауза 51 година, барем до 45-та, сега скоро имав пациентка на 35 години идиопатски останала без. Не е позната причината зашто Не, имајќи и така рано, не се знае кога и така, и викам, нели ти дадоа хормони, значи она има и матка, има јајници, има се, а нема хормони. И автоматски побрзо старее, значи хормоните не се само за коски, хормоните и за цврстина на ткиво, на мускули, на памтење, на се. Жените што се во перименопауза, кои што се на прагот на менопаузата, би можеле да земат ваква терапија за да си ги зачуваат коските? Апсолутно, ако имаат проблеми не само за коските, ние имаме, значи, она прво што се јавува како пад на естрогените, резултат на падот на естрогените е падот на когнитивните функции. Значи се зависи што и како работи жената. Заборавено се јавува, некои се плаша да не случајно имаат Алцхаймер. Па заборавен, значи дефинитивно тој еден од знаците и на едното и на другото, меѓутоа често пати знае да се случи да влезе во соба, па каже, чекај, што ја заборав, пошто влегов во собата, така. Значи, неподнесување на околината. Когнитивна магла, мислам дека се нарекува, таков некој термин се користи. Има 10-12 симптоми, кои што главоболки. Валунзите се топло-ладни таласи, кои што во главном се должат, значи, на доближување на тие старење дефинитивно, меѓутоа и доближување на во мозокот има многу естрогени рецептори. Значи во мозокот, се како старееме, тие се доближуваат, се пореметува анатомијата на мозокот и онда веќе тие центри за терморегулација не се тие како на младост, да речеме, па врукина вака нагоре од градите нагоре, зацрвенување, неподнесување, топлина, да речеме. Жени знаат да кажат 5-10 пати во тек на ноќта, посебно во тек на ноќта, меѓутоа може и во тек на денот. Па и се препотуваат. Па тоа е тоа. Во сон. Така, во ќе стане, ќе се пресоблече, она ќе го осети тоа, нема да го осети, меѓутоа утре треба да работи. Утре не може да функционира ако ноќта 10 пати, 12 пати се будала. Така да може да се даде, меѓутоа треба претходни прегледи на таа особа, на таа жена да се направат во смисла дека таа стартира со хормонската терапија здрава, значи нема проблеми во однос на градите. Мамографијата сега веќе почна на 40 години да се препорачува првата мамографија да се прави, гинеколошките прегледи редовно, така да што и да има, ем на време ќе се открие, ем ќе може да се започне на време со терапија. Кога станува збор за промените во коскената густина, дали одредени лекови, одредена терапија која што се зема за некоја друга болест може да придонесе за еден ваков проблем? Па, апсолутно, значи хроничната терапија. Овие терапии што се даваат во смисла на антибиотици, така, тоа не. Зошто тоа се знае 7 до 10 дена трае, па пауза, па ако треба пак, значи терапијата за акутните заболувања не. Меѓутоа, хроничната терапија од типот на антиагрегациона терапија, која што се дава сега се почесто заради кардиолошките интервенции, стентирања,
било што бајпасеви и така натака, значи тромбозите, антиагрегационата терапија, хронично се дава и таа може да доведе до остеопороза. Потоа терапијата за намалување на киселост на желудникот, разните психијатриски терапии одат со намалување на коскената густина, така да кортикотерапијата особено, која што е дефинитивно, значи тука веќе се работи за тоа да ние бираме помало зло. Значи имаме пациенти кои што имаат системски заболувања, без разлика дали се тоа кожни или ревматолошки или гастроентеролошки, на кои што треба да им се дава хронично големи дози на кортикотерапија. Кортико се дава и кај малигните заболувања, така да кортикото е број 1, кортикотерапијата е број 1, особено хроничното давање на овие препарати во смисла на провоцирање и стимулирање на остеопоротичните промени. А дали одредени болести како што се хипотиреозата, многу жени имаат проблем со тироидната жлезда, или па би довеле до остеопороза, или да речеме, постојано сме под стрес, па сега се излачува хормонот на стрес, дали тука ќе имаме проблем? Значи тука и кортизолот е главен хормон на стрес, значи дефинитивно и тоа, меѓутоа тука се лачат многу хормони. Факт е дека ретко кој е континуирано под стрес, да речеме. Мислам, имате стрес, па немате, па имате, па немате. Значи, одредени состојби може да доведат, меѓутоа, званично во литература тоа не е, да кажам, потенцирано како некоја сериозна состојба која што би можела да доведе до остеопороза. Да доведе до намалување на коскената густина, остеопороза и скршеници понатака од остеопороза. Веќе споменавте на каков начин се диагностицира болеста, значи се мери густината на коските и се прават маркери за коски, за нивно разградување и создавање, така, и проценувате во каква состојба е женат или мажот, поставувате диагноза, да речеме, остеопороза. Дали оваа диагноза е доживотна? Кога еднаш ќе се постави, дали таа важи до крајот на животот? Да, таа важи до крајот на животот и значи ние почнавме да работиме остеопорозата на клиника некаде точно пред 20 години. После 4-5 години, да кажам, на некој начин во празно добивме апарат за мерење на коскената густина. Ја работиме и денеска, значи кабинетот за остеопороза работи, функционира, сите колеги работат со пациенти со остеопороза, меѓутоа за жал ние на некој начин веќе сме исцрпеле можноста за употребата, односно сиве овие години кои што работиме, значи некаде од 2007 година, 15 години, ние имаме само една група на лекови за лекување на пациентите со остеопороза. Тоа се тие лекови кои што всушност се зголемуваат густината на коските, ако не се лажам. Со тие лекови всушност се намалува разградбата на коската, а изградбата е таква каква што си ја имаме, меѓутоа намалуваме разградбата. Она што јас лично, како да кажам председател на Македонското здружение на остеопороза и човек кој што на клиниката почна да работи остеопорозата, се заложувам последниве 5-6 години да имаме и нешто друго како вид на терапија во наши можности, нормално, на ниво на држава, на ниво на некои други повисоки, да кажам, структури, да имаме уште нешто за лекување на пациентките кои што веќе ни се подолго време на терапија со бисфосфонати. Значи, во оваа констелација во која што сме сега, моментално, како здравство, јас конкретно и колегите на клиника имаме поддршка и од нашиот директор, и од министерот за здравство, да донесеме нешто ново во нашата земја, кое што ќе влие и на разградбата и на изградбата. Значи, ќе потенцира изградба, а ќе супремира разградба. И имаме разбирање, меѓутоа фирмата која што го произведува лекот можеби не наоѓа интересна да ја имаме во Македонија. Така да значи, самата фирмата сама, значи имаме апсолутно поддршка. Јас, мислам и ние како колеги што работиме со остеопороза, и од мојот директор сегашен, доктор Муча, и од министеров. А да само таа фирма го произведува лекот? Сега за сега, бидејќи, да речеме, моментално нема генерика од тој лек. Значи, нема паралела. Она што имавме со инсулините на времето, паралелни инсулини. Нема. Тоа е тоа што треба да го имаме тука, најквалитетно, најдобро, најмногу може да им помогне на нашите пациенти, меѓутоа не знам како у секој случај
не се откажуваме да направиме нешто за нашите пациенти, некаде 13.000 регистрирани во Македонија што моментално. бројка. Да, на терапија, кој подолго, кој пократко работиме со тоа што имаме што да правиме. Тоа што го имате колку време се зема максимум? 5 години. И потоа? Потоа правиме пауза, што да правиме? Правиме пауза 1 година, па евентуално одиме на интравенска употреба, таблетарната е основна, па 1 година пауза, па пак продолжуваме. Имаме влошување, меѓутоа има некои други, да речеме тука, веројатно и самата фирма, значи Амџен е фирмата која што го произведува лекот, покушаваме да дојдеме да стапиме во контакт со нив, не сме се уште откажали. Тоа е најважно. Тоа е најважно, дека не се откажувате. А што велат резултатите од оние што примаат друг тип на терапија? Дали има видливи подобрувања? Има, дефинитивно. Значи се зголемува густината на коските, што е многу важно. И се менуваат параметрите, тие разградба, изградба. D-витамин додаваме, одредуваме на старт обавезно. После 2-3 години. Како одредувате D-витамин? Дали на сите пациенти во протоколот им го вметнувате витаминот D? Не. Значи, се јавуваат во принцип, многу повеќе имаме дефицит на D-витамин отколку дефицит на калциум. Ние сме земја со млеко, со млечни производи, меѓутоа ретко кој од нас може да внесе 1 литар млеко дневно или млечни производи 250 грама дневно. Значи мора малку суплементација со калциум, али со D-витамин сме за никаде. Значи лошо додаваме, ќе добиеме резултати. Контролите ги правиме за D-витамин после 2-3 години. Значи не мора тоа често. Реално, дури после 6 месеци можеме да очекуваме, да кажам, промени на нивото на D-витамин, меѓутоа при првото доаѓање одредуваме D-витамин. Важно ли каков калциум ќе се прима? Па има, значи, важно е до толку што сите ние сме, да кажам, приказна за себе. Терапијата треба да е целна, таргетирана. Истиот калциум и јас и вие да го зимаме, мене може да ми пречи, а вас да ви е добар. Значи, тоа е многу различито. Различити видови на калциумски производи поинаку се ресорбираат, значи милиграмите на калциум не се еднакви за сите производи, така да просто едноставно треба да се проба. Да се додава на внесот на млеко и млечни производи барем 500 милиграми дневно калциум и D-витамин колку што е потребно. Вие знаете дека во време на короната суплементарната терапија со D-витамин беше 4000 единици дневно. Значи, навистина голема доза. Голема доза, меѓутоа D-витаминот се повеќе си го наоѓа своето место во однос на срцевите заболувања, диабетот, кардиоваскуларните, гастроентеролошките, коските и мускулите, да не зборуваме, значи преносливоста на нервните импулси, стабилноста на одењето, дефинитивно D-витаминот е многу важен. Професор, ќе им дадеме можност и на гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, телефонските линии се отворени, телефонскиот број испишан на екранот. Ве очекуваме. Кога ќе се постави диагноза, ќе се даде терапија, ќе се направи и анализа на витаминот D во какава доза да се земе и слично. Потоа, дали советувате и некакви промени во стилот на живот? Во смисла на физичка активност. Апсолутно, барем оние од диабетот половина час дневно брзо одење. Барем толку, а кај повозрастните жени се препорачуваат така наречените вежби на истегнување. Значи, стречинг, така наречен на англиски, значи во смисла на одржување на рамнотежата. Значи, ние не можеме коски да поправиме со вежбање, меѓутоа барем она што го имаме да го подобриме и да не го влошиме. Што сме пак задоволни. Доколку мускулатурата зајакне, претпоставувам дека полесно ќе оди се. Многу се плашат да вежбаат, да бидат физички активни, велат, мене коските ми се кршливи. Значи вежби и вежби. Не се советуваат вежби од типот на оние што ги прават бодибилдери да дигаат тежини 10-20 кила, меѓутоа тие вежби на истегање. Потоа имаме јогата е многу добра како тој тип на вежба. Тајчито, да речеме, исто така за вежбање. Значи, тоа е стабилност, истегање и задржување на црстината на мускулите. Значи, исто како што
козметологијата која што иде напред вика поцврсто, треба дури некои вежби за лице да се прават, така и за коските, значи да ги одржиме барем такви какви што се, па и да ги подобриме. А во однос низ храната, дали се препорачува зголемен внес на протеини, на покрај калциумот? Протеините мора да се внесуваат, значи не е добро, просто едноставно да не се внесуваат, меѓутоа тоа не мора да бидат протеини од млечно порекло, протеини од месно порекло, ние имаме и во гравот протеини, значи и тако вид на протеини, меѓутоа дефинитивно разновидна исхрана и фаст фуд не се препорачува. Тоа е приказната. Млекото и млечните производи се нешто за што се дискутира, дали се здрави или пак не се здрави во однос на нашиот организам, на нашето здравје. Што вие препорачувате? Значи, тука се дилеми на многу високи нивоа, да речеме, во однос на колегите кои што работат истражувачки проекти во Швајцарија, во Америка и така натаму, дали може млекото да ја зголеми киселоста на средината, на киселоста на крвта, и дали може да влијае негативно општо земено на организамот, меѓутоа, како што веќе кажав, никој од нас не консумира толкави големи количества на млеко и млечни производи, за да ете сега тие се причина да направат камења во бубрези или да се исталожат во крвните садови и така натаму, во срцето и така да апсолутно она што е препорачливо е од 800 до 1000 милиграми калциум дневно да се внесува. Литар млеко е 250 грама калциум, значи ние треба 4 литри млеко да внесеме за да внесеме 1 грам калциум. Значи не можеме да го внесеме. Не може да се постигне тоа. Не може. Не може да се постигне на таков начин. Физиолошки, да. Затоа треба понекогаш и суплементација. Па треба, па и паузи да се прават, 2-3 месеци да се зима, па 1 месец пауза и така натака. Дали ги препорачувате оние препарати што се комбинација калциум и витамин Д или пак е подобро засебно да се зема? Доколку има потреби за калциум? Се зависи од составот. Ние имаме многу сега на пазарот, просто едноставно, јас ќе им кажам, пратете ми слика од составот. Значи каков е составот на се зависи, некои имат повеќе калциум, некои повеќе Д витамин, многу ги има и не може човек сето тоа да го знае. Просто едноставно. Велат дека остеопорозата е тивка и спора болест, значи спора напредува и дека не дава карактеристични симптоми. Дали голем дел од пациентите не знаат дека имаат болеста? Дефинитивно. Како откривате? Дали се случајни сегашното време? Да, меѓутоа како почнавме да зборуваме за остеопорозата, доаѓаат жени и викат ја сакам да проверам, јас сум веќе 5-10 години. Значи само иницијативно доаѓаат. Ќе побарат од матичен, од специјалиста, интерниста и ќе дојдат и ќе проверат и ќе видат што ќе видат. Мислам, баш се навистина различно тоа што ќе се најде. Значи нема симптоми се додека скршеница не се случи. Значи првиот симптом е всушност фрактура, болка од фрактурата. Да. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Голем поздрав до емисијата и до докторката и Марија, прекрасна емисијата ја водите. Ви благодарам многу. Вака, сега да прашам докторката. Имам болки при спиење на коските од колковите. 70 години сум. Од секунда што ќе го зборим, за секунда ја ќе го забравим што сум зборила и како сум. И многу се потим. Посебно ноќно време, тоа водата, целата, значи како бањана ќе дојдем. Од неколку пати. Па ќе молам докторката како да ја најдем и што треба да преземем да дојдем до нејзе. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, најнапред што ќе искоментирате во однос на овие симптоми? Значи, болките во коските со кои што први се соочуваме во нашиот живот, најчесто се резултат на дегенеративните промени. По нашите села шипови ги вика, да, тоа се спондилозни, спондилоартрозни промени и тука е затоа добро ова раздвижување, ова истегнување и така натаму. Значи, ако е болката присутна, пред се треба да се направи најобична рентген снимка на она место кое што боли. Дали е тоа колено, дали е рамо, дали е кичма, најобична рентген снимка која што колегите реуматолози и општите лекари и сите доктори, да речеме, би требало да знаат да толкуваат. Сега ги добиваме на CD-ња, меѓутоа рентгенолошкиот наод е искут
вкуцан и е најден, така да прво тоа треба да се направи, затоа што пристапот е сосема поинаков отколку ако имаме остеопороза. И од тоа стартираме. А понатака и веќе, ако тие остеопорозата не боли кога ќе скршиме нешто. Да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве слушаме, повелете. Ало, јас сум. Да, вие сте во програма, ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Ве молам, професорката не го кажа лекот што е недостапен. Дали се работи за пролија, ампула субкутано што се дава 2 пати годишно? Или Така. за друг лек се работи? Така. Тој би бил материјално најдостапен и најмногу студии има со него направени, дефинитивно. Мислам, и не е прескап, другата терапија, значи, кошта 1000 евра на годишно ниво. Значи, ова е терапија која што е достапна. Го набавуваат ли нашиве пациенти од странство? И потоа се аплицира лекот во болнички услови? Во болнички би требало да се аплицира, меѓутоа секој се снаоѓа како знае, бидејќи ние реално не можеме да дадеме лек кој што не е на позитивна листа. Значи, ако го немаме лекот, ние го немаме на позитивна и не можеме како клиника да го набавиме, иако имам сознание дека некои клиники го користат лекот како интервентен увоз се внесува во земјава. Значи, постои регистрација по папирологијата некаква. Ке вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, јас имам 63 години и констатирано ми е пред 2 месеца, имав болки во рамото едното, во другото и во вратот. Констатирана ми е остеопороза после менопауза. Снимив обичен рентген, бев во Скопје на ендокринологија, на снимање исто и истото ми е констатирано остеопороза. Освен болки, за болки, таблети за против болки, дадено ми е маст за мачкање, за вратот, кравата и што е уште дадено, гел, капсули и витамин D дал 4000 кои ги пијам 2 месеца. Сега мене исто така докторот доктор Гаши, и директор што е на ендокринологија, ми препише и таблети што се пијат еднаш неделно. Фосавансе, така некако сега, не сум по медицината, не можам точно да ги прочитам, еднаш неделно се пијат. Мене ми интересира да ми каже докторката за D-витаминот, зашто ги пијам 2 месеца, еве прекинав 4-5 дена. Дали треба да продолжам да ги пијам? И што друго да презем, за да може да си помогнете себе си во оваа заборавам. ситуација. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор, ке повелете. Значи, таблетната терапија која што пациентката ја споменува е бифосфонатна терапија и се дава еднашка неделно. Таа ја имаме, таа ја користиме сиве овие години. Единствен проблем кај не е што, да речеме, во почеток, треба да им кажеме дека пациентите, откако наутро на гладно ја испијат со 200-300 мл вода, треба да останат вака исправени. Значи не да одат, зашто ние даваме терапијата и на луѓе со фрактури, значи не можат они да се движат. Значи да седат вака исправено, да трупот да биде една турска серија, викам. Па таман. Од 7:30 до 8 и тоа е тоа. Значи, ние тоа го даваме, терапијата е сосема во ред и таа терапија е прва линија од избор. Значи, следните 5 години апсолутно сме сигурни дека таа терапија ќе ги покажува своите ефекти конкретно кај пациентката. Во однос на D-витаминот, преку зима, моја препорака би била околу 2000 единици витамин D секој ден и тоа со оброк во кој што имаме масноти. Ние да речеме може да имаме оброк, сега правиме смутиња, зеленчуци и така натака, нема масноти во тоа. Значи не со таков оброк, туку со пржено јајце, со ручек, со манџа и така натака. Зошто така? Затоа што витаминот D е липосолубилен, растворлив у масноти и покомплетно ќе биде ресорбиран. 2000 единици преку зима, 1000 единици и преку лето. Значи нема престанување реално.
Не можеме да го внесуваме, ние немаме храна која што има D-витамин, па сега тоа да внесеме, значи мора да се внесува. И сега во однос на нивото на D-витамин со кој што стартираме, кај нас стартува пациентот, повозрастните особи имаат помала ресорбција заради староста во цревата и на антибиотици, и на витамин Д, и на калциум, така да може да е потребно и 3 и 4 единици на витамин Д да се постигне оптимално ниво на D-витамин во крвта. Така. Значи тоа е приказната. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Дали се слушаме? Да, во програма сте, ве слушаме. И го очекуваме прашањето. Бака, ме интересира да ја прашам докторкава. Примам терапија за антикоагулантска. Добро. Дали смеам да внесам калциум, пошто ми рекоа тамо на трансфузиологија дека калциумот да го намалам, дека не смеам да го примам. Дали е тоа во ред? А колку примате? А колку калциум примате? Ми препорача да примам калциум, бев сега скоро на снимање за остеопороза, него ми пиша докторот дека не е остеопороза, него калдеоз. Не знам што значи тоа калдеоз, спротивно на остеопороза, што е тоа? Значи, постои препарат калдеоз кој што има калциум и D-витамин. Калциумите кои што ние ги имаме, да кажем, во Македонија, не се некои големи дози на калциум. Значи, дозите се најмногу 1 грам дневно, со тоа што ја и тој 1 грам го препорачувам 2 пати дневно да го земат. После доручек, збориме за калциум, после доручек и после вечера, зашто калциумот може да, во таа доза не може ништо да направи. Меѓутоа, подобро е да се подели дозата, зашто може да даде, да речеме, обстипација, тврда столица, проблеми со желудникот, ако најдеш испиеме таблета од 1000 милиграми, односно 1 грам. Така да, апсолутно нема контраиндикации и калциумот е потребен ако е низок. Така, со терапијата која што ја разредува крвта, може да оди, значи во комбинација слободно може да се зема калциумот. Апсолутно никаде тоа го нема. Затоа што на трансфузиологија докторот ми рече дека не смем да ја примам. Дали ви напишал дека не смеете? Контраиндикации создава на терапијата. Така. Дали напишал? Дали ви е тоа напишано, ве прашува професорката, дека не смеете да... Не, напишано, докторот само ми кажа уствено. Така, само усно ви кажа. Така, а сега уште нешто да ве прашам. Се ова на остеопороза обратно, се не знам точно како се викаше тој збор, ми рече овој докторов на ортопедија, таблети, една таблета за џбакање дневно, ДС. Не знам што се тоа ДС. Па не знам нија што е тоа да се жвака. Претпоставам дека генеричкото име треба да биде кажано за да може да ви одговори докторката. Ви благодарам за вклучувањето. Има остеопороза и уште една остеопенија. Остеопенија. Претпоставам дека е тоа во прашање. Остеопенија е диагноза. Значи тоа е поврзано едно со друго. Прво иде остеопенија, па настанува остеопороза. Значи остеопенијата е вовет всушност, увертира. Да, која што преминува во остеопороза, ако не превземеме нешто од овие физиолошки, да речеме, третмани, калциум, D-витамин, движење, вежбање и така натаму. Можеме ли некако да ја превенираме, професорка, вас така, само со младост? Влог во младоста. А ако сме го пропуштиле тој влог, никогаш не е доцна. Никогаш не е доцна. Тоа е многу важно што никогаш не е доцна. Да се јаде здраво и да се пие здраво и да се вежба и да се било што секогаш има бенефит од тоа. Се е подобро отколку ништо да не се прави. Просто едноставно. Кога еднаш ќе се јави скршеница како последица на остеопороза, дали значи дека проблемот ќе се повторува? Па дефинитивно тоа е феномен на така наречено домино. Значи една скршеница многу повеќе го зголемува ризикот од нови скршеници. Можеме да го видиме и тој диаграм во однос на скршениците и возраста. Да видиме што сте одбрале, да видиме, да. Така, Значи ова е во однос на коскената густина диаграм, коскена изграда до 30-та, тоа што го зборувавме на самиот почеток. И после полека почне да паѓа коскената густина. Да го видиме, значи, следниот графикон кој што всушност зборува за скршениците. Значи, еве, додека го, Еве го новиот, значи, што тука, ова што со зелено што гледате, од -1 до -2 е остеопенија. Апаратот покажува такви вредности, се изразува коскената минерална густина во
така наречени Т вредности, кои што покажуваат колку стандардни девијации густината на коската на пациентот кој што го мериме отстапува од популацијата кој што има највисока коскена густина на 30 години возраст. Значи, од -1 до -2 е ниво кое што би требало да се толкува како остеопенија, меѓутоа ова што е со зелено, фрактурите се случуваат најмногу на ниво на остеопенија. Зошто е тоа така? Зошто е така? Зашто мислиме дека се можеме и... Не внимаваме. И не внимаваме и тоа е причината дефинитивно. Значи, жена со диагностицирана остеопороза не сме повеќе од кило 2 да дигне, не сме да тресе теписи, да мрда шифониери, да дига нешто и така натаму. Значи, во тој период кога сме работо активно најспособни, ние треба да внимаваме посебно на скршениците, на пршлените, кога почнуваме да губиме од висината, значи околу 50-та година од животот. После више знаеме дека сме стари, па не растрчуваме толку и веќе помалку се паѓа, не искачаме на снег, на мраз, пазиме да не се лизнеме, ама па не пазиме по скали, по едно, по друго. Значи, во однос на оперативниот зафат е се супер, меѓутоа oporavувањето врзува и луѓе околу нас, и трошоци големи, А зголемува и ризик од смртност? Да речеме колку тако се скрши? Колкото има висок процент на смртност, значи скоро 30% првата година од животот, со тоа што фрактурите на колкот се типични за покасната возраст, над 70 години. Оно што ние се намалуваме и кршиме се пршлените некаде до 65-та, 70-та. Тоа што го појаснивте на почетокот и со однос на висината, само уште едно прашање пред да завршиме. Дали може при движење да се скрши некоја коска која што ја загубила својата густина и е остеопоротична? Апсолутно, значи... Само од себе да се скрши, па потоа да падне пациентот затоа што му се скршила коската при движење. Дали може до тој степен да биде голема кршливоста? Остеопоротичните се така наречени, за жал, ги немаме како МКБ класификација, фрактури остеопоротични. Јас пред 10 години се обидов да соберам колку имаме ние остеопоротични фрактури, зашто остеопоротичната фрактура е резултат на ниската коскена густина. Ако паднеме од висина која имаме, или од столица, или од висина која што имаме, тоа е нискоенергетска фрактура. Таа не се споредува со фрактура ако сум ја удрена од ауто, или сум паднала од трети спрат, значи тоа се високоенергетски фрактури, силен удар и вие се кршите. Меѓутоа, ако ја стојам у место и вие ме викнете, и ја у моментот се вртам да кажам здраво, и ја пукнам колк, тоа е остеопоротична фрактура. Претпоставам и тешко зараснуваат? Оди зараснувањето, рано почнуваме со оваа терапија и онда тоа оди брзо, меѓутоа некој видов, тоа се зависи од колегите на ортопедија, знаат, се зависи од видот на фрактура. Значи некои фрактури се само раздвојување на коските, некој се исклизнува дел нагоре надоле, некој може да се режат со репозиција, да речеме, при паѓање може да истегнат раката, тоа више јас не знам, не би се мешала, али други мора да се оперираат, па онда рехабилитација, па бањи, па физикална терапија, па семејство, сето тоа чини пари. Значи подобро да се спречи отколку да лекуваме, па да. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за сите појаснувања што ни ги дадовте поврзани со остеопорозата и остеопенијата меѓу другото. Благодарам се надевам дека повторно ќе бидете дел од оваа емисија и гостинка во студиото на Телма. Почитувани, тука заокружуваме денешната емисија, ви посакувам пријатен ден.